колешка, 41 човек, да ви се обратам вам, кои што се всушност енергијата што ние ја црпеме секојаш со годините низ кои што сме се бореле во некоја смисла заедно и сме поминувале најразлични нешта. Мене ми е многу драго што вие, како што ние сме препознавале во вас нешто длабоко сокриено и сме го чепкале да излезе на виделина и да ве водиме во вашето созревање, и затоа многу ми е драго што и вие препознавте дека за овој наш чин овде што сега се случува не е некаков хир, каприц или некаква борба за нечии интереси вакви или онакви. Вие препознавте дека ние сме луѓе кои што знаат да размислуваат и кои што имаат ставови кои што сакаат да ги кажат. Жал ми е што досега никој не сакаше да ги слушне, иако ние постојано нив ги повторувавме и усно и писмено. Но еве, дојде и ваков момент во кој што мора и на ваков начин сето тоа да излезе. И навистина, пак ќе речам, јас се чувствам обичано на некои своји ученици, во шега сум им верел, како Дракула, затоа што јас пијам крв од учениците, бидејќи на тој начин се обновува мојата енергија. Еве и сега ја обновувате. Многу ви благодарам. Посетија овде моите колеги и затоа е поубаво кога има повеќе луѓе, дека треба да ги повторам барањата заради кои што ние всушност сме излегле на еден ваков штрајк, кој што официјално во држава не постои, а вие гледате дека постои. Значи, ние всушност не сме против екстерната проверка на знаењата, туку на начинот на кој што тоа се спроведува. Не сме ние екстерното да се претвори не во проверка на знаења на учениците, туку едноставно во камшик со кој што ќе се удира по професорскиот кадар, бидејќи на тој начин всушност сега како што се спроведува, само тоа од екстерното произлегува. Затоа што всушност лесно ми е мене, јас ништо да не работам цела година и пред крајот, нели, кога ќе ги добиеме прашањата од екстерното, оние што ќе го полагаат мојот предмет, да ги научам, да ги знаат одговорите и да добијат совршена оценка, а и јас да немам никакви проблеми да бидам најдобриот професор според параметрите што тие ги поставиле како појдовна точка во оценувањето. И на тој начин да го упропастиме образованието, да направиме од образованието тоа да биде нешто што е неважно воопшто. Туку сето тоа да го спроведеме како кој како знае да се снаоѓа. Не сме едно образование да биде снаоѓање. И заради тоа ние го кренавме својот глас и сакаме да кажеме дека на ваков начин никој не може да дојде до некакви добри резултати кои што сите ќе ги водат во некаква добра благосостојба. Заради тоа, всушност и заради тоа што и односот спрема нас е таков што всушност ние сме некои луѓе кои што во некоја смисла може да се рече дека сме ничкосани. Е, тоа е еден многу стар збор, кој што веројатно сте заборавиле дека постои во нашиот јазик. А зошто? Заради тоа што навистина образованието го претворивме во трчање по оценки, а не во знаење. Е, токму тоа е она што треба заеднички, еве, гледам нека вие ни ја давате вашата поддршка, да го надминеме и да му вратиме статус на образованието таков каков што заслужува. Прекрасно катче на знаењето сум од 1977 година. Горда сум што заедно со 40 прекрасни луѓе застануваме
станавме во одбрана на нашето достоинство. Но не сме горди, ниту јас, ниту тие што бевме приморани на тоа. Орце, знаете дека никогаш не било лулка или место каде што се политизирало или имало место за политиката. Орце е само место за знаењето, за меѓусебната почит, за желбата од овде да изникнат најубавите и најпаметните луѓе за оваа земја, што и досега секогаш се случувало. Ве поздравувам, многу ви благодарам. Од името моје и од името на моите колеги за вашата искрена подршка. Овде сте волка број. Знам, ова лично го кажувам, дека ве има уште многу во оваа земја кои ги сакате и ги почитувате вашите професори и кои сте секогаш подготвени да дадете подршка. Ви благодариме.